Го следите саботното издание на регионалните вести. Тетовската градоначалничка Теута Арифи денес се сретна со градоначалникот на општина Бурса, Република Турција Реджеп Алтепе. На средбата се разговараше за следните активности во насока на интензивирање на меѓусебната соработка. Делегација на општина Бурса, Република Турција, предводена од градоначалникот Реджеп Алтепе, денес беше во посета на општина Тетово. На средбата со тетовската градоначалничка Теута Арифи беше разговарано за досегашната меѓусебна соработка во областа на културата и економијата, за која се надеваат дека во иднина ќе се интензивира. Бурса е една од најголемите индустријски општини во Турција со повеќе од 3 милиони жители, од кои 500.000 жители водат потекло токму од овие краеви. Нормално дека сме заинтересирани за поинтензивна соработка и исто така сакам да се заблагодарам за поддршката во однос на средувањето на околината на паркот кај Шарената џамија и кај мостот пред џамијата и Амамот, со кој добиваме една целина и кој беше направен во партнерство со општината Bursa. Evet, önce tabii ki tüm dostlarımız, komşularımız bizim için önemli ama özellikle Makedonya çok daha önemli. Çünkü Makedonya за нас е многу важно сите благосостојбата на сите држави кои што се и пријателски држави, нашите комши како држава, но многу е поважно соработката со Македонија, затоа што тука ги имаме нашите роднини, ги имаме нашите пријатели и благосостојбата на и просперитетот на оваа држава е пред се за нас. Сите добри нешто се случуваат во оваа држава, не задоволуваат нас, така да и треба да се фокусираме повеќе на соработката која што е во економското поле и за да имаме по добра иднина со инвестициите што би може да се реализираат. Заедно со соработката што е културната многу е важно да се направи и една соработка во областа на економијата, затоа што само со производство може да имаме и економска благосостојба. Ова ситуација може да се земе како пример на Турција, особено Бурса, која што е економски развиен град и во последно време само годишно има експорт 18 милиарди евра, 3000 автомобили се произведуваат годишно, додека бројот на компании кои што надворешни странски инвестиции во Бурса е 1300 компании. Имајте предвид дека само 1000 компании инвестирале во Бурса во последниот период, може да се каже дека навистина се работи за една мощна и успешна економска приказна и таа приказна може да се земе како модел во Македонија. Bini aştı. Binden fazla şirket Bursa'ya geldi. Инаку минатата година општина Тетово прифати донација од општина Бурса, со која е извршена реконструкција на делот околу Шарената џамија, поточно уредување на околните ѕидови, осветлување во тој дел и реконструкција на јавниот тоалет, како и уредување на мостот кај Тетовскиот амам. Вчера околу 12 часот и 30 минути во викенд куќа лоцирана на Мавровјанови на местноста викана Бела вода бил пронајден починат 70 годишник од Скопје. Од страна на лекар била констатирана смрт. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Тетово, а по наредба на основното јавно обвинителство од Гостивар. Телото на починатиот е предадено на обдукција. 3 лица го загубиле животот во сообраќајни несреќи минатиот месец во Тетово. Според полицијата, месец јуни завршил со вкупно регистрирани 56 сообраќајки. 56 сообраќајни несреќи регистрирала полицијата во Тетово и Тетовско во текот на минатиот месец. Според статистиката, тоа се 2 сообраќајки помалку во споредба со истиот период лани, но за разлика од минатогодишниот јуни, во годинешниот 3 лица го загубиле животот. 3 несреќи завршиле со тешки, 18 со лесни телесни повреди, а во 33 причината е само материјална штета, која вкупно се проценува на над 2 милиони и 751 илјада денари. Најчести причини во периодот за кој станува збор се неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, 23 несреќи, неправилно вршење дејствие, 7, недавање првенство, 6 несреќи и друго. Најмногу од несреќите се случиле на Тетовските улици,
а регистрирани се и 15 излегувања, односно излетување од коловоз, пред се како последица на неприлагодување на брзината според условите на патот, односно пребрзо возење. 2 несреќи биле предизвикани од животни, една со учесник пешак и така натаму. Најбројни меѓу животните предизвикувачи на несреќите повторно биле кучињата бездомници, кои неконтролирано се движеле пред се по автопатот Гостивар-Тетово-Скопје, како резултат на нефункционалната заштитна ограда долж оваа сообраќајница. Во овој период контролирани се 4794 возила, од кои 2767 биле исправни, а 2027 неисправни. Од контролираните 190 возила имале истечена регистрација, 16 техничка неисправност и 6 претовар. Она што посебно загрижува пак е дека дури 232 возила ги управувале лица без возачка дозвола, 21 под дејство на алкохол, 12 со несоодветна категорија и 125 возачи почетници, кои не се придржувале на пропишаните законски ограничувања предвидени за оваа категорија учесници во сообраќајот. Во Скопје синоќа почина 4-годишно дете кое заедно со своите родители пред неколку дена намерно беше удрено од автомобил во Куманово, пренесе 24 вести. Инцидентот се случи на 25 јуни кога по кратка расправија кумановец со возило Мерцедес намерно удрил во двајца сопружници нивното 4-годишно дете. Кумановецот кој ги прегази доби 30-дневен притвор и ќе одговара за убиство во обид. Како што претходно информираа од јавното обвинителство, семејството кое чекало ред пред амбуланта одлучило да пушти друг човек пред нив поради тоа што процениле дека станува збор за поитен случај. Таквата одлука предизвикала револт кај машкото лице кое чекало во редот пошто започнала кавга. Тој ги чекал да излезат од болницата и потоа тенденциозно ги удрил со возилото. Полицијата утрово пронашла 73 мигранти при контрола на товарно возило на локалниот пат од село Речица до село Ваксинце. Како што информираат од Мавара, при контрола на товарно возило Волво со скопски регистарски ознаки управувано од 35-годишникот Велес биле пронајдени 73 мигранти. Мигрантите се од Авганистан, Сирија, Пакистан и Бангладеш, а лицето ги превезувало за одреден паричен надоместок. Возачот на возилото е приведен и со него се врши разговор. Се работи на целосно расчистување на случајот. Студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи и граѓани кои ги поддржуваат синоќа се собраа пред канцелариите на студентскиот парламент. Причина за протестот е нивниот револт, откако што велат најсрамните избори во историјата на најстариот универзитет во Македонија. За време на протестот, студентите побараа поништување на изборите за председател на студентскиот парламент на Универзитетот Кирил и Методи, а инсистираат својот став да го искажат и Универзитетскиот сенат, ректорската управа, ректорот и проректорите, а од сите нив очекуваат остро да ги осудат случувањата од завчера, како и поништување на изборите и непризнавање на представниците на студентскиот парламент во раководните тела на УКИМ. Студентите најавија собир пред ректоратот на УКИМ во 8 часот во понеделник, за кога е закажана вонредна седница на ректорската управа. Тие очекуваат сите професори, членови на Универзитетскиот сенат, едногласно да ги осудат изборите и да побараат одговорност од студентскиот парламент. Поволности при плаќањето на сметките за телефон и набавката на огревно дрво се дел од поволностите кои на членството им го овозможува Сдруженијето на инвалиди на труд и корисници на инвалидска пензија во Тетово. Во него членуваат околу 3000 лица. Во минатото членовите на Сдруженијето на инвалиди на труд и корисници на инвалидска пензија во Тетово имале низа поволности. Денес работите се сменети. Една од поволностите кои му се овозможуваат на дел од членството е попуст при плаќањето на сметките за телефон. Привилегиите на членувањето Сдруженијето не се кизне какви упоредба со некој пат што биле, но ипак се има. Например, имаме преку 2500 члена кои користат попуст на телефонот од 500 динари месечно. Тоа е благодарение на Македонски телеком, договор со нив имаме и ние имат дадено таков попуст. Сдруженијето има своји органи, организираат низа активности за членството, а се доделува и помош на членките на кои им е потребна. Инаку функционира со собрание од 25 члена, со местни организации од 27 члена, со председателство од 11 члена и определени број на комисии по 3 члена. Одбор за контрола 3 члена и за прво имаме една за здравство, па имаме за
друштвена помош која даваме во текот на годината на задниве години негде на околу 60 члена, скромно околу 2000 динара, и пред новогодишните празници на 30 на члена посетуваме тешко болни што се и нив им даваме порано понатак, на митници во задње време му даваме околу 1000 динара помош. Тоа се значи 90 на луѓе кои се прилично потешка и материјална и здравствена помош. Не можеме да го да таа помош е дадена на 3000 члена, затоа што Сдруженијето функционира исклучиво со станарина од 30 динара месечно. Тоа се скромни средства, други приходи нема. Настојуваме тие средства некако да ги прерасподелиме. Функционира за здравите луѓе екскурзии, да, за уште поздрави за луѓе спортски надпревари, еднаш текот на годината и обично септембер ги имаме тие на ниво на Република, кај што членуваме у Сојуз на Сдружение на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија Скопје. Значи, тука членуваат околу 20.000 члена со 17 здруженија. И ние сме една од тие членки, па сега и како најголема членка, доста сите тие активности ги спроведуваме ние како здружение. Има и други здруженија се уклопуваат од таа организација, али најголемиот терет ипак паѓа на нас. Набавката на огревно дрво по поволни цени е една од поважните работи за која се залагаат од Сдруженијето. Моментално јака активност која ја обавуваме, набавка на огревно дрво, негде околу 450 члена, со нешто пониска цена него на пазарна, и настојуваме да тоа сето го реализираме до крајот на септембер, со превозниците кои од шума ги носат право дома. Ова акција е многу вредна за оние луѓе што не можат да излезат од дома. Стари луѓе, изнемоштени, привилегија да му се донесе дома на врата. Инаку здравиот човек сепак ќе се снајде многу подобро. И плюс дозволено на рати у текот на летниот период, почнувајќи од март месец до јули месец уплатуваат кој како може, некој плаќа повеќе, некој помалку, а сукцесивно се почнува годинава, добро еше времето, почнемо од април месец со доставата на огромното дрво. Од Сдруженијето се посебно горди и на учеството во спортски надпревари на кои постигнуваат солидни резултати. Текот на јули месец и август ќе организираме меѓусобно спремање на екипи за спортот, спортските републички игри што ги имаме, обично септембер ги одржуваме, и да се пофалиме дека увек сме најдобри тој дел. Учествуваме во сите 6 дисциплини и смо како најголемо здружение и учеството на сите дисциплини само по себе резултира со најдобар резултат. Инаку доста добро соработуваме со сите членки што се во Сојузот. Настојуваме како најголемо здружение да им помогнеме, има и помали здруженија, али секој се финансира сам со себе. Значи немаме никаква посебна обврска да ги финансираме членките. Затоа се плаќа котизација на Сојузот и преку Сојузот се реализираат сите активности. Порано не организираме многу почесто екскурзии, али тогаш се имало и повеќе средства. Причина што Солидарниот фонд за посмртни трошоци беше преку здруженијата. Од 2008 година го превзеде Фондот за пензијско инвалидско осигурување на Македонија и нас ни останува само чланарината. Со тој дел на средства многу тешко е да се организира. Во Тетовското Сдружение на инвалиди на труд и корисници на инвалидска пензија членуваат околу 3000 лица. Препевот во поезијата се најде во фокусот на 22-то издание на Галичката книжевна колонија, која се одржа неодамна во Галичник. Наградата за придонес во поезијата, критиката и есеистиката годинава му припадна на младиот автор Иван Антоновски. Галичката книжевна колонија годинава обедини 15 на еминентни поети, писатели, книжевни критичари и преведувачи од земјава и странство.
Во рамки на програмата на 22-то издание на манифестацијата се одржаа поетски читања, промоции и симпозиум, во чие средиште беше препевот како пресоздавање на поезијата. Не е доволно да се познава јазикот за да се препеат стиховите. Препејувач не може да биде некој што нема поетска душа, потенцира Иван Антоновски, поет, есеист и книжевен преведувач кој беше модератор на симпозиумот. Препевот не е само пренесување на текстот од еден јазик на друг, туку е процес кој што е навистина пресоздавање на песната, кој што овозможува таа песна да постои, да функционира, да суштествува во друг културен код. Препејувач не може да биде некој кој што нема поетска душа. Оттаму инсистирањето на оваа галичка книжевна колонија, од кога стана колонија со меѓународен карактер, беше секогаш учесниците од страна да се пред се поети, затоа што се веруваше и се верува дека само поетот близок по сензибилитет до авторот на оригиналот може да биде и успешен автор на препевот на неговото дело. Антоновски воедно е добитник на наградата Тодор Чаловски, што Сдруженијето Галикул, организатор на колонијата, ја доделува во знак на почит и сеќавање кон еден од најистакнатите современи македонски писатели, Чаловски, основач на Галичката колонија. Меѓу учесниците годинава беше српскиот поет Рајко Лукач. Во склоп на колонијата беше промовирана неговата стихозбирка Танц со сирените, последниот препев на македонски јазик од Тодор Чаловски. Дошли и ovaj put, bilo je sve zaista u znaku književnosti i druženja među piscima, što je vrlo značajno za neki... Како и минатиот пат кога учествував на Галичката колонија пред 2 години, така и сега, имам само позитивни впечатоци. Дружењето меѓу писателите е многу значајно, за да се разменат искуства, мислења, да се слушне како другите пишуваат и што сакаат да читаат. Секако колонијата трајно ќе го носи белегот на незиниот создавач Тодор Чаловски, кој многу ни недостига во книжевните кругови. На колонијата беше промовирано македонско-англиското издание на стихозбирката Црни дупки во нас од Марта Марковска, минатогодишниот добитник на наградата на Галичката книжевна колонија. Утре патроно ќе се чествува празникот Свети Наум Охридски чудотворец во манастирската црква на Попова шапка. По повод празникот Света архиерејска литургија ќе отслужи митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Манастирското настојателство при манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка ги известува сите православни христијани, како од татковината, така и од диаспората, дека по повод патрониот празник на манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на ден 3 јули 2016 година недела, со почеток во 9 часот и 45 минути, ќе биде отслужена Света архиерејска литургија, чиноначалствувана од неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. На светата литургија ќе пее реномираниот женски хор Менада од Тетово. За сите верници кои ќе присуствуваат на ова патронно празнување, предвиден е бесплатен ручек и организиран автобуски превоз, по цена од 100 денари во двата правци. Поаѓањето е во 8 часот наутро од пред Центарот за култура во Тетово. Ги покануваме сите верници зашто побројно заедно молитвено да го чествуваме денот на нашиот голем молитвеник и застапник пред Бога, Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка, се вели во соопштението на манастирското настојателство. Брвеница утре ќе биде домаќин на фолклорни смотри на која ќе учествуваат повеќе културно-уметнички друштва од земјава. За прв пат во недела на 3 јули во Брвеница ќе се одржат фолклорни смотри Брвеница пее игра 2016 во организација на културно-уметничкото друштво Брвеница. На едно место ќе настапат, а воедно и меѓусебно ќе се дружат повеќе културно-уметнички друштва од земјава. Покрај домаќините културно-уметничкото друштво Брвеница на фолклорните смотри ќе учествуваат фолклорниот ансамбл Китка Ораовица од Радовиш, културно-уметничките друштва Браќа Ѓиновски од Гостивар, Илинден од Кривогаштани, Јахи Хасани од Чегране, Младост од Кичево, Тополчани, Шарски води од Тетово. Љубителите на народните песни и ораќ имаат можност да проследат дефиле на учесниците низ Брвеница, кој ќе започне во 19 часот, а во 20 часот ќе уживаат во заедничкиот концерт на културно-уметничките друштва во спортската
детската сала Коста Рацин. Организаторите Културно-метничко друштво Брвеница се надеваат дека оваа манифестација ќе биде традиционална. Пет лица се убиени, а 20 ранети ноќеска во местото Житише кај Зренјанин, кога лицето ЗС 38 годишен влегло во кафулето Макијато и стрелало повеќе куршуми од автоматско оружје. Убиството се случило околу 1 часот и 40 минути, а ЗС испукал повеќе истрели од автоматското оружје и при тоа ја убил својата сопруга и уште едно женско лице, пошто продолжил да пука врз сите кои што во тој момент се наоѓале во кафулето. Припадници на Министерството за внатрешни работи го уапсиле лицето. 4 лица се здобиле со тешки повреди, а меѓу ранетите најмалку тројца се малолетници. Љубоморниот маж пукал од калашников и при тоа ја убил својата сопруга и веројатно незината пријателка. Од 5 жртви 2 починале на лице место, а 3 на повредите им подлегнале во Зренјанинската болница. Повредените се згрижени во болница. До убиството дошло за време на традиционалната манифестација Пилефест. Бангладешките безбедносни сили утринава ја повратија контролата врз ресторанот во дипломатскиот кварт во престолнината Дака, што синоќе беше нападната од терористи. Вооружените напаѓачи во Дака убиле најмалку 20 цивили кои претходно ги имаа земено за заложници во еден ресторан, а повеќето од жртвите се убиени со ладно оружје, изјави портпаролот на бангладешката војска. Пронајдовме 20 тела, многу од нив се брутално избодени со остро оружје, рече генералот, кој не наведе од која националност се жртвите. Тој наведе дека во операцијата на безбедносните сили биле спасени 13 заложници, вклучувајќи еден јапонец и 2 државјани на Шри-Ланка. Во ресторанот Холи Артизан Бейкери, меѓу 8 и 10 напаѓачи цели 10 часа во заробеништво држеа десеттина лица, меѓу кои и странци. Убиени 24 лица, а 40 биле ранети, а меѓу нив и странци, дополнуваат американските медиуми. За сега нема потврда од неизвестен извор на овие податоци. Американски представници се сомневаат дека зад нападот стои Ал-Каеда на индискиот субконтинент, челија на Ал-Каеда која е активна во Индија, Пакистан и Бангладеш. Мајката на 4 малолетни деца кои се убиени со нож во стамбениот комплекс во градот Мемфис во американската држава Тенеси е задржана на испитување, но не е обвинета за злосторството. Истрагата за грозоморното убиство е во тек. Полицијата на областа Шелби е уапсила мајката откако се пронајдени телата на децата. Не се објавени годините на убиените деца, но полициско официјално лице изјавило дека службениците кои биле на местото на злосторството му рекле дека децата се многу мали, односно сите биле под 6 годишна возраст. Другиот полицаец на областа Бил Одам не потврдил дека мајката со нож ги убила децата. Тој изјавил на истражните лица дека не е познато дали мајката имала психички проблеми. Таткото не бил дома во времето кога е извршено грозоморното убиство на 4 деца. Денес имавме сончево и топло време предпладне, а попладне нестабилно наместа со пороен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 12 до 22, а дневната од 26 до 34 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува сончево и топло време. Попладне наместа со ретка појава на врнежи. Утринските температури ќе се движат од 15 до 24, а дневните од 24 до 34 степени. УВ индексот ќе изнесува 9. Дојдовме и до крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.